Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Во денешното издание продолжуваме со представување на проектите подготвени од единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, кои добија грантови по распишаниот јавен конкурс на Министерството за образование и наука за финансирање научно-истражувачки проекти. Да подсетиме, одобрени се 5 проекти, и тоа на Технолошко-техничкиот факултет од Велес, Факултетот за биотехнички науки од Битола, Научниот институт за тутун од Прилеп, Правниот факултет Кичево и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. И уште 2 проекта кои Министерството за образование и наука ги одобри се за 2 придружни членки на УКЛО, на Хидробиолошкиот завод од Охрид и на Институтот за старословенска култура од Прилеп. Со ова, УКЛО се најде на второто место по број на одобрени проекти меѓу државните универзитети, научните институти и Македонската академија на науките и уметностите, веднаш зад Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Вкупниот износ за финансирање по проект изнесува до 8 милиони денари, а истражувачките тимови, во кои освен академски кадар ќе се вклучат и студенти од повисоките години, магистранти и докторанти на УКЛО, треба да ги завршат до крајот на октомври 2026 година. Инаку одобрените проекти покриваат клучни области и се однесуваат на истражувања што имаат директен придонес и кон зелената и дигиталната транзиција на општеството. На средбата со медиумите, на која се промовираа научно-истражувачките проекти, од менеджментот на УКЛО беше потенцирано дека ова е уште една потврда за квалитетот на универзитетот, неговата ориентација за развој на науката, иновациите и академскиот напредок. Во таа насока, раководството на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола со задоволство посочи дека овој успех е показател за растечката научно-истражувачка моќ на УКЛО и потврда за посветеноста кон актуелните општествени, технолошки и еколошки предизвици. Менеджментот на универзитетот упати честитки до истражувачите, координаторите и сите вклучени во подготовката на проектите, бидејќи ова е голем чекор напред за УКЛО и поттик за уште поамбициозни научни ангажмани и во идниот период. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ќе ги представиме проектите на Правниот факултет Кичево и на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Shut
Како што кажавме, проектите подготвени од единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои добија финансиска поддршка од Министерството за образование и наука, опфаќаат клучни, технолошки, земјоделско-еколошки и општествени области. Скоро сите се со примена на вештачката интелигенција и во насока кон олеснување на животот во заедницата. Правниот факултет од Кичево конкурираше со проектот употреба на дигитални платформи и распространетоста на сајбер насилството во училишната средина со главниот истражувач професор доктор Ангелина Станојовска. Деканката на факултетот, професор доктор Светлана Велјановска, задоволна што проектот се најде меѓу избраните, посочи дека ова е поттик за академскиот кадар уште повеќе да се вложува во научно-истражувачката работа. Би сакала навистина да изразам огромно задоволство што нашата институција стана дел од овој еден навистина голем национален проект кој што по толку долг временски период се зачна од Министерството за образование, се најавуваше некој време, но конечно започнува со нашиве проекти неговата реализација. Станува збор за еден проект кој што ние како правен факултет, за разлика од другите факултети кои што малку поопипли им се проектите во смисла конкретни активности, дали во делот за производство на храна или во делот на одгледување на кравите, на што ви слушнав, кај нас целната група ни се учениците. Односно, како што е насловот на нашиот проект, употреба на дигитални платформи и распространетост на сајбер насилството во училишната средина. Значи, нашиот тим, кој што во наредните 12 месеци треба да го реализира проектот, има за цел да направи едно истражување во училишните заедници на територијата на целата република, при што основната суштина е да сватиме, односно од она што ќе биде епилог на нашето истражување, да дознаеме колку учениците го препознаваат сајбер насилството и како понатаму може да се пристапи во препознавањето на овој проблем кој што верувам дека и ние како повозрастни многу често се соочуваме со ваквите ситуации, но многу често и не знаеме ни да ги препознаеме дека сме подложни на сајбер насилството. Значи, идејата е всушност актуелните состојби во училишните средини да се препознаат, односно да се лоцираат од самите нивни корисници, од самите ученици, а потоа нашиот тим сите тие податоци ќе ги систематизира и на крај ќе излеземе со неколку научни трудови кои што ќе бидат објавени во референтни списанија и на тој начин да придонесеме и во делот на збогатување на научната литература која што би го покривала сајбер насилството и третманот од страна на дигиталните платформи, но и да ја развиеме свеста за сајбер насилството во училишната средина, односно да ја препознаеме дали постои воопшто таквата свест. Нашиот тим, кој што е под раководство на професор доктор Ангелина Станојовска, има работено слични вакви проекти. Тие не биле финансирани од страна на институциите, затоа е задоволство што сега имаме можност да овој наш проект биде финансиран од страна на Министерството за образование и верувам дека тоа ќе биде поттик и за другите колеги, значи за другите професори на нашиот факултет во наредните години да аплицираат за вакви и слични проекти. Носител на проектот употреба на дигитални платформи и распространетоста на сајбер насилството во училишната средина, како што кажавме професор доктор Ангелина Станојовска. Таа на средбата со медиумите даде подетални информации околу целите, суштината и начинот на неговата реализација. Да ја слушнеме во продолжение. Проектот кој што го раководам јас, а во проектниот тим заедно со мене се и професор доктор Ицилиевски, вонреден професор доктор Игона Шишак-Лозановска, вонреден професор доктор Благој Неновски, асистент доктор Андреја Здравковска и докторант магистер Ана Джима. Насловот е употребата на дигиталните платформи и распространетоста на сајбер насилството во училишната средина. Идејата ја добивме тоа што претходно со дел од тимот имаме работено слично истражување на територијата на општина Битола, меѓутоа генерално на сите видови на булинг меѓу учениците. Зошто дигиталните платформи? Затоа што учениците голем дел од своето време го минуваат на социјалните мрежи
и сметаат дека често пати нивните активности таму се наивни и не предизвикуваат штета, дури голем дел од нив не ги припознаваат одредените облици на сајбер насилство, а сите активности што досега се правени од други институции се повеќе насочени кон само давање информации или одредени сесии кои што би биле едукативни без научно-истражувачка позадина претходно, па тоа беше идејата зашто би бил овој проект. Се работи за проект во кој што првиот дел се однесува на научно-истражувачката работа, ќе бидат офатени сите 8 плански региони со 32 основни и средни училишта, со минимален примерок од 1600 ученици, со целосна полова дистрибуција на девојки и момчиња, со тоа што врз основа на резултатите, покрај научно-истражувачки извештај и брошура, како и трудови, треба да произлезе и методологија за едукативни сесии кои што ќе се одржат во минимум 8 училишта, каде што резултатите ќе покажат дека најчесто се случуваат одредени облици на сајбер насилство. Се разбира, едукативните сесии ќе вклучуваат изработка на едукативни материјали од страна на проектниот тим, веб страница на која што ќе биде поставена и веб апликација која што подоцна ќе користат и училиштата, учениците, наставниот кадар, како и пристап ќе имаат и родителите, затоа што идејата е корисниците на крајот од резултатите од проектот и сите производи кои што ќе ги добиеме да бидат пред се училиштата, кои што ќе се најважни во процесот на превенција на сајбер насилството кое што се случува во училишната средина. Така што, како и другите временски е планирано проектот да заврши до октомври 2026 година и се надевам дека Министерството за образование и наука нема застан тука и ќе продолжи понатаму со поддршка на слични научно-истражувачки проекти од државните универзитети. Останете и понатаму со нас на 90,8. По музичката пауза ќе слушнете повеќе за проектот на Факултетот за туризам и гостителство од Охрид, кој доби финансиска поддршка од Министерството за образование и наука за проектот примена на предвидувачка аналитика и вештачка интелигенција за унапредување на туризмот во Северна Македонија. Ми правиш да се смејам секој ден, да се разбудам и кажам добар ден. Ти си најдобра, за сите мои маки ти си лек, од тебе не се двојам еден век. Ти си најдобар, ми правиш да се смејам секој ден, да се разбудам и кажам добар ден. Ти си најдобар, за сите мои маки ти си лек, од тебе не се двојам еден век. Ти ме разбуди, ти ме измисли, јас со тебе летам, со тебе цветам, со тебе можам се. Ти ме научи, вешто ме одлучи, пак со тебе летам, со тебе цветам, со тебе сакам се. Ти си најдобра, ми правиш да се смејам секој ден, да се разбудам и кажам добар ден. Ти си најдобра, за сите мои маки ти си лек,
Од тебе не се твоја меден век. Ти ме разбуди, ти ме измисли. Јас со тебе летам, со тебе цветам, со тебе можам се. Ти ме научи, веш што ме отклучи. Пак со тебе летам, со тебе цветам, со тебе сакам се. Ти ме разбуди, ти ме измисли. Јас со тебе летам, со тебе цветам, со тебе можам се. Со тебе можам се. Со тебе можам се. Ти ме разбуди, ти ме измисли. Јас со тебе летам, со тебе цветам, со тебе сакам се. Ве подсетуваме дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ја следите емисијата за Универзитетот отворено, во која денеска представуваме дел од научно-истражувачките проекти на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои добија финансиска поддршка од Министерството за образование и наука за научно-истражувачки проекти. Факултетот за туризам и угостителство од Охрид е исто така на листата на факултети кои добија грантови. Проектот со кој конкурираше е примена на предвидувачка аналитика и вештачка интелигенција за унапредување на туризмот во Северна Македонија, а главен истражувач на овој проект е професор доктор Цветко Андреевски. Деканката на факултетот, професор доктор Снежана Дичевска, на средбата со медиумите посочи дека големиот број на финансирани проекти на УКЛО зборува за посветеноста на академскиот кадар во научно-истражувачката работа. Вака голем број на проекти финансирани од МОН представува навистина голем успех и за нашиот универзитет, за нашиот УКЛО, се разбира и за Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Меѓутоа, сметам дека ниеден успех не е случаен, па ни овај на универзитетот и на Факултетот за туризам и угостителство Охрид и на сите останати факултети кои што се добитници на вакви проекти финансирани од страна на Министерство за образование и наука. Ние, како универзитет, како факултети, покажавме дека навистина имаме кадар, имаме ресурси, покажавме дека навистина сме спремни, подготвени, способни и дека тимски работиме, покажавме дека сме посветени, одговорни и дека само преку една добра организација на сочување на ресурсите, успехот е неизбежен. Сакам да се заблагодарам и на ректорот на универзитетот, проректорите на министерката, Министерството за образование и наука, меѓутоа најмногу на вас новинарите, затоа што постојано го пратите, го следите во континуитет и давате една видливост на успехот на нашиот универзитет. И искрено се надевам дека по реализација на проектите ќе имаме можност повторно е вака да ги презентираме резултатите од научно-истражувачката работа. За суштината на проектот говореше главниот истражувач професор доктор Цветко Андреевски. Да го слушнеме и негово продолжение на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Идејата на овој проект е да се користат големи податоци во анализа со помош на машинско учење и со помош на методи за анализа на природни јазици со цел да се направи истражување на мислењата и ставовите на туристите кои што посетиле одредени туристички дестинации во нашата држава и да се видат резултатите од тие истражувања
Ваков пристап во истражувањето на туризмот мислам дека се прави за прв пат во нашата држава. Алгоритмите кои што ќе се користат се прилично нови. Тие се добар дел од вештачката интелигенција, генеративна вештачка интелигенција која што ја користиме денес. Истражувачкиот тим има големо искуство во работа со вакви алгоритми. Меѓутоа имаме и млади истражувачи кои што ќе имаат можност да работат на ваков научно-истражувачки проект, да собираат знаење, меѓутоа и да видат како се работи на подготовка на истражување на резултати, на примена на резултатите, на пишување на научни трудови и објавување на тие научни трудови во релевантни списанија. Корисници на резултатите од овој проект ќе бидат од хотелиери, угостители, понудувачи на туристички и угостителски производи, меѓутоа ќе бидат и општините и Министерството за култура и туризам. Рокот за реализација на овој проект е до крајот на октомври 2026 година. Роковите се кратки со оглед на тоа што треба да се реализира во проектот, меѓутоа тимот имаше увид во тоа и има дефинирано временската рамка со цел да се реализира проектот во предвидениот рок. Целта е да се унапреди одржливиот туризам и во тој дел сме во согласност со мерките за одржлив туризам од Обединетите нации, тоа мерките 8, 11 и 12. Фокусот ќе биде 3 дестинации: Охрид, Скопје и Гевгелија, зашто тие учествуваат со најголем процент во вкупниот обем на туризам во државата. Значи, овие 3 дестинации учествуваат со повеќе од 80% од вкупниот обем на туризмот. Меѓутоа ќе бидат разгледувани и различни сегменти во делот на туризам. Ќе биде ставен акцент на културниот туризам, руралниот туризам, активниот туризам и сите тие ќе бидат посебно анализирани. Ставовите и мислењата ќе бидат презајмани од онлайн платформите, каде што туристите веќе дале свое мислење преку онлайн туристичките агенции и тие нивни ставови мислам дека се најрелевантни. Значи не е нешто местено ние да им поставуваме прашања, туку тие самите дават свое мислење, а со помош на тие алгоритми за анализа на природни јазици ќе ги издвоиме факторите што им се важни на туристите, нема ние да им наметнуваме, туку врз основа на нивните ставови ќе ги дефинираме факторите и после ќе ги истражуваме. Благодарност до сите што помогна да се работи на овој проект, благодарност до универзитетот, до факултетот за туризам и угостителство и до членовите на тимот кои што го подготвија овој проект. Ќе дадеме се од себе да направиме добри резултати и тие резултати да бидат објавени во релевантни списанија. Рече ке ме сакаш, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој миг. Пушти прикази, ќе помине се за ног или две. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Никој не те сака како јас. Овој живот слика се во нас. Сакам да те викам
Почитувани, остануваме должни за представување на уште 2 проекта финансирани од Министерството за образование и наука, на Хидробиолошкиот завод од Охрид и на Институтот за старословенска култура од Прилеп. За нив повеќе во следното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Тонската реализација беше на Љупчо Цветковски, а емисијата ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Ви благодариме што и денеска бевте заедно со нас. УКЛО ФМ Битола, август 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола. Направи го најдоброто. Студирај на УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk